Докторката од Кочанската болница Катерина Паник ќе остане во болницата да ги лекува повредените пациенти од пожарот во Кочани, изјави за Канал 5 заменик министерот за здравство Јовица Андовски. Докторката ќе си остане во болницата, сега додека има потреба за пациентите, докторката ќе се биде во болницата и не само таа, ќе има и плюс уште колеги што ќе доаѓаат до Скопје како што сме договорени, а за конкретно за таа докторка искоординирани сме, има правен начин, правен основ, више знаат и болниците, и директорката, и она, докторката, нека бидат спокојни пациентите, ќе си остане и ќе си работи таму, сега додека има потреба. Повредените од пожарот од Кочани со писмо се обратија во јавност и побараа да имаат редовна нега и лекување. Чувствуваме должност и потреба да се обратиме јавно поради сериозна и загрижувачка промена во нашата здравствена нега. Ја информираме јавноста дека од овој понеделник, 1 јуни, докторката Катерина Панич, позната како докторка Кате, која беше наш главен доктор и подршка во целиот период на опоравувањето, повеќе нема да биде дел од ЈЗУ Општа болница Кочани. Таа заминува во друга болница, иако никој нема да може да ја замени. И ние се уште немаме информација кој ќе дојде на нејзино место и каков ќе биде понатамошниот пристап кон нашето лекување. Во обвинителството во Кочани, Штип и Скопје се сослушуваат законските застапници на сите жртви во пожарот од Кочанската дискотека Пулс. Во пожарот на 16 март загинаа 59 луѓе, тројца повредени кои се лекуваа во странство починаа, а 200 луѓе беа повредени. За пожарот во Кочани осомничени се околу 60 луѓе.